Почитувани, на почетокот од денешната пресконференција сакам да упатам јавна благодарност до советничката група на ВМРО ДПМН за промоцијата што ја прават на општина Струмица и на комуналното претпријатие Комуналец. Со секоја така наречена пресконференција само го потврдуваат нивното успешно работење, затоа што цело лето се занимаваат и ја малтретираат јавноста само со диви депонии кои можеби претходно сами ги создаваат само за да се појават во јавност. Очигледно нема за што друго да се фатат, па дивите депонии им стана омилена тема. Ако имаше сериозни проблеми во општината, зошто нивниот премиер кога дојде во Струмица не ги решаваше на лице место, како што тоа го прави насекаде низ државата, туку се шеташе по градското корзо и тоа со семејството. Во нашите пресконференции и реакции никогаш не сме ја мешале политиката со работата. Но овој пат мораме да им порачаме на советниците од ДПМН. Доста е, државата се распаѓа благодарение на вашата партија, а вие цело лето шетате по диви депонии. Нели гледате дека оваа гнасна кампања што ја водите нема поддршка ни кај вашите членови и симпатизери? Доволно е само да ги прочитате коментарите по социјалните мрежи и ќе сватите дека вашите пресконференции веќе служат само за потсмев. И сега додека тие ја најдат следната депонија за да се сликат до неа, ние ќе ги потсетиме на вистинските проблеми кои со години не ги решава нивната влада. Еве, се наоѓаме на река Струмица во Дабиле. На лице место може да се види во каква катастрофална состојба е речното корито, обраснато со треви и неисчистени со години, а сведоци сме на какви и колкави штети беа предизвикани од поплавите само во последните неколку години. И тие не ја беа доволно владата да си ја заврши обврската, да го исчисти речното корито. Наместо да ги спречи поплавите, таа повеќе милува да ги користи последиците во својот популизам после секоја поплава. Само се шетат, сликат и глумат сочувство со народот, потоа заминуваат и забораваат на дадените ветувања. Да ги потсетиме граѓаните дека чистењето на речните корита и главната каналска мрежа е обврска на владата, а не на општината. Таа дури се фалеше дека има и акцијски план, но очигледно Струмица ја нема во него. Тоа што по секоја поплава први на терен се градоначалникот Заев, службите на општината и Комуналец, значи дека вистински се грижат за своите жители. Затоа денеска апелираме до советничката група на ДПМН да престане да се занимава со диви депонии, туку да ја потсети нејзината влада да ги исчисти речните корита во општина Струмица. Им даваме предлог речните корита нека бидат следната дестинација во нивната спин авантура низ општината.